Признание за значаен придонес и исклучителна посветеност при развојот на дигиталните образовни содржини на колективниот портал Едуино доби наставничката од Основното општинско училиште Никола Карев Марија Богатинова. Во дигиталната библиотека на Едуино, Богатинова оставила 33 снимени лекции на сликовит и визуелен начин, кои се часови достапни за учениците од прво и второ одделение во државата. Пробиштипскиот Едуино амбасадор Марија Богатинова за телевизија Протел изјави. Едуино платформата е национална платформа за учење која што произлезе од самата новонастаната ситуација покрај вирусот COVID-19. Настана во март месец минатата година кога останавме сите училишта затворени. И тоа е всушност поттикнато од Министерството за образование и наука, од Бирото за развој на образование. И идејата беше да се направи една дигитална библиотека во која што ќе има трајни ресурси. Значи по тоа се разликува Едуино платформата од другите платформи кои што се всушност во моментот се случуваат и што се случило, не останува ништо од реализираниот час. Значи идејата беше овде да оние часови што ќе се снимаат да останат како трајна дигитална библиотека во Едуино. Признанието Едуино амбасадор за мене е голема поддршка, голем мотив да продолжам понатаму, бидејќи тоа не е обично признание. Добивме признание, значи, со видео изјави од председателот на Република Северна Македонија господинот Стево Пендаровски, од министерката Мила Царовска и од директорот на Бирото за развој на образование. Тоа не е мала работа, но и мислам дека и беше потребно да добиеме вакво признание, затоа што да вложиш толку труд треба да се вреднува. Едуино амбасадор можеше да стане секој што имаше снимено над 15 видео лекции. Јас имам снимено 33 досега објавено, но тука нема да престанам. Значи ќе продолжам и во иднина ова да го правам, затоа што сметам дека на овој начин ние на учениците им го доближуваме материјалот на еден многу сликовит, визуелен начин и тие многу лесно учат на тој начин. Мене ми е посебно задоволство кога ученици што не се од моето одделение ќе ме препознаат на улица и ќе речат еве наставничката од Едуино. Значи ме препознаваат по градот и други дечиња. И тоа ме прави особено горда, а исто така и од колеги од други градови добивам пораки со многу пофални зборови, дури и некои од оние колешки што веќе сме на иста бранова должина, значи сме се препознале, си праќаме и што изработиле учениците од како последица од часот што го проследиле. Значи тоа се навистина прекрасни моменти кога ќе видиш, ќе забележиш дека твоето видео е едно од најгледаните видеа, кога добиваш навистина пофални зборови, кога требаше значи да се почне со сето ова снимање, сите некако бевме замислени како тоа ќе се прифати од страна на колегите. Значи мене ми беше јасно дека ќе најдам и на критики, дека секој ќе ме анализира, ќе го гледа, ќе ми ја бара една единствена грешка која имам во часот. Значи сепак треба да имаш смелост и многу посветен труд за да се направи таа презентација. Потребно е навистина време, за секој збор да се најде соодветна сликичка, што ќе се вметне во презентацијата, па тоа да изгледа како една целина, па временски да се поклопува како што трае целиот час. Снимените сликовити и визуелни часови на наставничката Богатинова секојдневно се емитуваат и на националната телевизија на каналот за деца, откаде што можат да учат сите оние дечиња кои не можат да си дозволат да ја следат наставата онлайн.